Оваа учебна година во основните училишта ќе излезат едукативни списанија за децата со цел малку повеќе да се едуцираат, да се образуваат. Во соработка со Арсламина и литература, но и МОН, овие списанија веќе почнаа да се печатат, ги гледаме тука, Ана ќе ни каже малку повеќе на кој начин ќе се едуцираат децата преку овие списанија. Добро утро. Добро утро. Значи станува збор за новите едукативни литературни списанија за ученици. Прв детски клик и детски клик. Прв детски клик е за ученици од прво и второ оделение, а детски клик е за трето и четврто оделение. Списанијата се одобрени за употреба од Министерството за образование, значи за употреба во училиштата, меѓутоа може да се употребуваат и во секојдневието, во домот и така натаму. Која беше потребата од создавање на едно вакво списание? Дали може би родителите побара или пак вие? Овие списанија ќе бидат корисен материјал за наставниците пред се, затоа што во тие слободни часови, кога имаат потреба од слободни активности и материјали за слободни активности, многу добро ќе им се најдат овие списанија. Имаат потреба и родителите, секако, но најмногу учениците. Значи, најмногу за нив ги направивме овие списанија, затоа што им беа потребни на пазарот модерни списанија кои што ќе ги следат нивните барања и нивните потреби и нивниот начин на едукација. Каде ќе можат да ги најдат списанијата или на кој начин ќе може да ги купат? Списанијата ќе бидат дистрибуирани во училиштата преку претплата, а потоа ќе бидат и застапени и во литература како книжарниците. Ќе излегуваат 2 пати месечно во текот на учебната година. Која ќе биде цената за овие списанија? Рековте 2 пати месечно, и кога ќе бидат доставени? Дали веќе ги има во училиштата, може ли да ги набават родителите? Цената е 90 денари од списание, а ќе бидат наскоро дистрибуирани во училиштата. Значи чекаме да се достават. Треба да биде, затоа што првиот број веќе е готов, така да ќе можат да си ги добијат сите оние кои што се претплатиле. Така. Кој учествуваше во создавањето на самото списание? Кои се авторите? На списанието работеше високо образован и стручен кадар со искуство од издавачката куќа Арсламина, значи уредници кои што имаат работено на други едукативни образовни изданија. Тимот е дополнет со надворешни соработници од терен, односно наставници, педагози, професори. Имаме и литературна рубрика каде што се вклучуваат познати писатели, авторски имиња од постарата ни од новата генерација, пишуваат раскази, песни, гатанки и го збогатуваат знаењето на децата. А гледачите ќе имаат прилика сега да ги видат и темите кои што се опфатени во прв детски клик и детски клик. Така, значи уште на прв поглед се гледа дека станува збор за богато илустрирано шарено списание, богато со активности, со фотографии, со илустрации кои што се наменети и се прилагодени за возраста на децата. Темите што ги опфаќаме, например, секој број има наша тема, главна тема или тема дилема, каде што се поставува едно наведно наивно детско прашање, на типот зошто треба да ги миеме рацете со сапун. И ние на тоа прашање даваме научен и сериозен одговор, меѓутоа раскажан на детски начин. Даваме и примери, кажуваме кога се мијат рачиња, зошто се мијат, понатаму кога првпат почнала луѓето да употребуваат сапун, значи малку историски факти. Може би ќе учат на училиште за лична хигиена и слично, меѓутоа ова ги проширува знаењата. Дознаваме луѓето порано како се миеле раце и така натаму, и ги прашуваме дечињата какви хигиенски навики имаат. Понатаму имаме рубрика Љубов на прв збор, каде што имаме содржини, раскази, песни, гатанки од познати автори како што е Горјан Петревски, Велко Неделковски и други, меѓутоа и нови авторски имиња како Магда Ангова, Алма Растефер и така натаму. Ги учиме убавините на македонскиот јазик преку една разиграна рубрика со пополнување, заокружување, дополнување. Децата кои што се во фаза на описменување и кои што се уште учат моториката за пишување, исто така ќе може да вежбаат во овие рубрики. Значи имаме и една таква рубрика за графомоторика. Понатаму го учиме светот околу нас, но со сите појави околу децата преку исто така забавна содржина, едукативна прецес. Значи ние во одреден дел ставаме еден сериозен одговор, значаен за децата, она што треба најбитно да го научат, меѓутоа им даваме и опција да заокружуваат, дополнуваат.
Значи за децата кои што се уште не пишуваат, ги имаме поспособено рубриките да може да со препознавање и заокружување да работат. Секој број имаме и по еден постер за интересен со некоја интересна порака. Англиски јазик исто така го опфаќаме, го има во двете списанија затоа што се учи од прво оделение. И тука имаме вежби на рачето за да работи. Математиката повеќе не е баук, туку преку овие задачи лесно решаваат и учат. Всушност децата преку игра, забава, несвесно учат. Така ги учиме основните теми кои што ги опфаќаат на училишта. Исто така и здрави, стрекни, обрнуваме внимание на внатрешното и надворешно здравје на децата. Имаме рубрика креативно катче, каде што ги потикнуваме да творат. Некои актуелни содржини и теми ги претвораме во активност креативна. Најдобрите, секој број имаме по еден конкурс и даваме некоја задача на децата, да ги праќаат своите творби, најдобрите ги наградуваме. На нашите страници имаме и простор за представување на училиштата. Значи, секој училиште може да ги представи своите успеси, најуспешни ученици, награди и така натаму. Ги објавуваме, значи, најубавите и најинтересните цртежи на нашите страници, меѓутоа имаме и веб страница dclick.mk, каде што ги доставаме сите оние работи кои што не влегле во ова списание и кои што, да речеме, на некој начин е продолжено интернет верзија на списанието. Би нагласила дека во списанието е користен фонд за дислексија, односно се прилагодени на децата во почетна фаза на читање и пишување и лица со пречки или пак со потреба од подобро објаснување, значи прилагодени се на нив списанијата. Одлично, дури интересно и за мене. Ева, јас сум повозрасна, но вистина интересно списание, привлекува внимание со сите оние теми и, како што кажавте вие, бои разиграно за да им задржи внимание. А нам благодарам за одвоеното време и да се надеваме дека на децата на вистина ќе им биде интересно, ќе научат, ќе ги прошират своите види. Се надевам и јас ви благодарам.